Кабарето е уметничка форма која што вклучува танц, вклучува исто така и глума, вклучува пеење, вклучува комедија. Човекот се сетил некаде на почетокот на 19-тиот век во Франција дека може да се забавува преку кабаре. Во последно време кај нас се подготвува, можеби сте виделе, можеби не, но затоа ние сме тука да ве информираме, ново кабаре кое што се нарекува Еуфорија. Има голем број на уметници кои што ќе настапат на Еуфорија, а двајца од нив сте дел со мене во студиото. Димитрина Мицковска-Трајковска, да не го заборавиме новото презиме. Благодарам што сте дел од Слободен печат. Благодарам за поканата. И Бојан Лазаров, добре дојдовте, благодарам што сте во Слободен печат. Благодариме за поканата. Задоволство ми е што ќе зборуваме за убави нешта пред да преминеме детално на Еуфорија. Еве едно прашање, што е за вас кабаре? За мене кабаре од секогаш била една од најпримамливите форми и од секогаш сум имала желба да бидам во кабаре. И еве на некој начин универзумот ме наградува, сум го манифестирала тоа што сум го сакала цело време, баш на таков начин да бидам дел од кабаре како што сум посакувала. Театар, музика, танц, се во едно и плюс уметност и забава. Одлично, Бојан, за вас? Јас велам сега постојано дека кабарето за мене е нешто свето. Нешто што навистина многу ми значи, многу го сакам исто како форма, затоа што ги така ги блендира скоро сите изведувачки уметности. Јас дека сум поврзан и со глума, и со танци, и со пеење, и од секогаш сум сакал да бидам дел од кабаре и еве конечно така не спој универзумов да не се исполни на сите вајда таа желба, да можеме да го направиме ова. Тоа значи веќе ми одговоривте на едно од прашањата, прв пат сте дел од кабаре, подоцна ќе зборуваме каков контекст имале, веќе откриваме дел од Еуфорија, ова е бројната екипа. Колку мина сте? Гледам многу луѓе, не можам да преверам. Скоро 30 изведувачи, да. Танчери, актери, акробати, жонглери, пејачи. Да. Вистинска еуфорија на сцената ќе биде. Може ли да откриеме како ќе изгледа еуфорија, нешто? Значи само малце да раскажеме, чисто да ги заинтригираме гледачите, како е замислено, што се подготвувате? Има 3 дела. Има еден класичен дел на кабаре, гламур, има театарски точки, баш кабаретски. Малку има рок-н-рол. И на крај има еден балкански дел, кој што искам мислам дека ќе биде примамлив на публиката. Ова е проект што не се прави затоа што некој ти кажал да го правиш или затоа што ти е на програма. Тука се вклучени луѓе кои што се појавиле на аудиција затоа што сакаат да го работат тоа и го работат со огромна љубов и страст. И сите се максимално посветени. И сите веруваме и очекуваме дека резултатот ќе биде баш еуфоричен. И сега ни го кажавме важното, се случува на 80-ти, премиерата на Еуфорија, така? Каде? Ајде открите ни подетално каде ќе може да гледаме? Казино Фламинго, Гевгелија, 18 октомври. И веднаш на 19 ќе има и реприза. Веднаш реприза. И тоа ми е прашањето. Веќе има предвидено е да се повторува, пошто бидејќи претпоставувам не може секој да стигне на 18-ти. Точно планот е да се игра секој викенд. Планот е да се донесе во Скопје веднаш после Гевгелија, така да мислам ќе имаат шанси сите да видат поголем број на публика. Да. Како изгледаат последните подготовки, бидејќи ова се последни подготовки, како стечат вашите проби, како изгледаат, што правите на пробите? Па веќе како доаѓаме до премиера станува се малце така по напорно физички поисцрпно. Пробите се подолги, повеќе време поминуваме на проба, веќе се досредуваат некои сцени, кореографии. Доаѓаме полека до крајниот производ. Веќе се гледа крајниот производ. Најтешкиот дел е што секој од нас не му единствено кабарето, секој има уште некој проект на страна, уште некоја редовна работа. А сепак успева да го изменаџира времето и да стигне на проби. Тоа е најпроблематичниот дел, а сето друго тече гладко и убаво. Ама успеваме некако да се екипираме, да имаме и вечерни проби до касно. Сега викендот што е продолжен за нас ќе биде работен. Мора да се средат работите се постават и двајцата ми споменавте дека сте сакале од секогаш да бидете дел од кабаре. Што е разликата? Нормално, логично е дека постои разлика во глумење на филми, глумење на штиците што живот значат. Постои огромна разлика. Која е разликата во кабарето за еден перформер, за еден изведувач? За мене предизвикот веројатно најпримамливо, да бидеш дел од кореографиите, да играш, да пееш,
да глумиш и не знам да ги споиш баш како што рече Бојан, изблендиране сите уметности на едно место. Предизвикот е тоа што најмногу можеби ме привлекува. Не знам. Да. Бојан, вие имате искуство со танц? Да, јас имам искуство со танц, имам искуство и со предавање на танц на Факултетот за драмски уметности, 11 години предавав сценски движења и танци. Сум работел кабаре со студентите, кабаретски точки, од другата страна сум ги работел како кореограф, како професор. Сега ја имам таа чест да бидам и од другата страна. Предизвик е затоа што во исто време се случуваат многу работи. Се пее, се игра, треба да размислуваш на лик. Прилично е комплексно. Значи има повеќе нешта кои што нели телото и мозокот треба да бидат во добра кохезија за да може нели да се изведе нештото како што треба. А каква е синергијата помеѓу 30 учесници? Сме гледале представи на сцена, но тоа се вообичаено представи помеѓу актери кои што се познаваат, се од иста матична куќа. Како изгледа сега ова? Вие некој можеби од вас прв пат се гледаат. Како се создава таа синергија? Спонтано, веројатно, во текот на пробите се Да. произлегуваат случки, се веројатно не спојува сите страста кон истото нешто. Да, и од тука произлегува се. Се случуваат некои интересни ситуации за сцената, Секако. може нешто. Секогаш со екипа од 30 глумци, пејачи, танчери се случуваат многу интересни работи Ајде позади. споделете некоја интересна ситуација со нас, нешто ете завчера што ви се случи во бекстејџот, некоја смешна ситуација, на што се смеете најмногу? Има ли комедија во кабарето? Значи, Има. комедијата, нели е една од важните алатки. Да. Ке се смееме, предпоставувам, како публика. Очекуваме. И што очекувате од публиката? Колку бројна може да биде максимум? Колкав е просторот на капацитетот на публика таму? Капацитетот мислам дека е голем, над 1500. Над 1500 луѓе, да. Така да има голем капацитет, а очекуваме публиката да дојде и да ужива буквално во таа еуфорија која што ние создаваме на сцена и да ја пренесеме во публика. Навистина многу има премногу луѓе на сцена. Има многу убави светла, има гласна музика, се пее во живо, исто така еден битен детал. Важен детал е дека се пее во живо, пеат и глумци, пеат и пејачи, играат и пејачи, играат и глумци, танчери играат, имаме многу луѓе на сцена постојано. Кај кабарето посебно внимание привлекува изгледот, кај дамите сега прости, Бојан, но кај дамите се специфично облечени на кабаре, ќе го запазиме и тој момент, предпоставам. Така? Костимите уште се прават, да речам, се како да кажам се Дошиваат, досредуваат, беше зборот што барам, да. Очекуваме и гламур и да биде убаво, да блеска, да светка. Имаме и промени на костими, Да. така да постојано Предпоставувам, за секоја различни. сцена, да. Така да. Кој актерите ги гледаме, но кој е тимот кој што работи, со кого работите, еве да ги поздравиме сите глумци, немаше место за сите, а баш ќе ми беше мерак да ги видам сите. Ги поздравуваме сите што се дел од кабарето, но кој стои зад кабарето? Може ли да ги поздравиме тие луѓе кои го работат во кабарето? Се разбира, тие се клучни, многу битни. Да, многу битни, најбитни. Бојан Трифуновски е режисер на кабарето, а Саша Ефтимова е кореографот, која што е одговорна за сите кореографии, ги има над 34-5 кореографии. Да. Тие ни се главните Виновници. Виновници, да. А тука ги имаме сега Јана ја гледам, Евгенија танчарите, Кристијан Бенито акробат, Ема Емилија Мицевска, Тонио Ташковски. Стефан Спасов, Ана Различни Грамосли. генерации, различни генерации сме собрани. Одлично. Да, Бранко, Росана. Баш луѓе желни за работа. Како дознавте за еуфорија и како станавте вие дел лично? И Кет Кат продукцијата. Да, и Кет Кат продукција која што стои зад ова кабаре. Поздрав до сите. Ајде сега да ми одговорите како вие станавте дел од еуфорија. Мене ми е интересно, кажувам дека претходно имаше еден кастинг за кабаре, бев, и не се случи ништо од тоа кабаре. Потоа имаше кастинг во Битола за кабаре,
некако размислав дека битола ќе ми биде далеко и комплицирано за патување, ама не сакав да не пробам, затоа што сакам да го правам тоа и не сакам сама да пресечам дека нема да се обидам. Не влегов таму, влегоа други две колешки и заборавив на тоа, меѓутоа ми стоело секогаш во потсвеста како желба и случајно се случи отворен кастинг, го видов некаде на Инстаграм. Дури не бев ни сигурна дали да се појавам овој пат, затоа што првиот пат не беше успешно. И отидов така со лесна мисла дека ако биде и влегов на кастингот и се случи дури малку со неверување дали ќе биде, дали нема да биде, дали ова е вистински, дали е сериозно. И испадна дека сум влегла баш во преубав проект. Бојан? Мене универзумот ме донесе до Кабарево, кога се случуваше кастингот, јас патував. Не бев овде и периодот после кастингот патував, не знаев кога ќе се случува Кабарето, кога ќе се случува, многу сакав да отидам на кастинг и се откажав од идејата, не отидов на кастинг и реков тоа ја испуштив шансата, нели сега да што да правиме, да сме живи и здрави за потоа во август да добиам повик на кој што ме повика еден од продуцентите да доколку сакам да појдам на аудиција, да се видиме и да се договориме. И така некако универзумот не спои. Да. Одлично, интересно. И сега на самиот крај, и двајцата споменавте дека работите дополнително нешто друго. Ги интересира гледачите, претпоставувам, со што друго се занимавате. Познати сте за јавноста, Димитрина вас ве познаваат по македонските народни приказни, можеби е најмногу, но ете, ве има и во филмови, вие сте позната актерка, со што друго се занимавате паралелно со тоа? Паралелно, моментално најмногу со представите кои што ми се играат, лекција на репертоар во Штипски театар, со која што имаме и покана за гостување во Мароко во декември. Здравје Боже, ќе одиме на фестивал таму. Грета, која што исто така се игра во театрите тука. Неколку детски представи, ама мислам дека и Бојан има поинтересни работи да кажува, затоа што тој скоро имаше и побитни работи. Јас ќе го попалам. Држеше предавање во Америка, па може самиот да каже повеќе. Тоа било патувањето за време на Кабаре, а сега Не, тоа беше за Кина, за време на Кабаре, тоа е сега ново друго. Ајде да чуеме каде се патува. Да, годинава така се погоди убава година да се патува и да се работи. Па пред една недела си дојдов од Америка, од Мичиган Стейт Универзитет, држев мастер класови работилници таму, работев со студентите од одделот за актерска игра при Универзитетот Мичиган Стейт Универзитет. Моментов работам со Bullfrogs балетско училиште. Работиме проект кој што е спонзориран од америчка влада. Имаме двајца професори од Мичиган Стейт Универзитет кои што работат со група на актери, студенти по актерска игра кај нас во училиштето и така тој проект продолжува. Чекуваме премиера во ноември на перформанс. Во меѓувреме и јас имам некои перформанси кои што веќе сега крај на октомври веќе чекам да заврши Кабарето па да можам да се вратам и на тие перформанси. Вие сте кореограф на тие на перформансите? Да. Не, јас играм во тие перформанси. Вие играте, да, така. перформанс. Нешто друго. Да. Одлично. Јас ќе ви посакам успех во се што работите на сите полиња. Со нетрпение очекуваме да видиме како ќе изгледа Еуфорија. Посакувам успех и уште долго да се гледаме и да зборуваме за вашите успеси. Благодарам што бевте дел од Слободен печат. Фала ви. Фала на поканата, да очекуваме на премиера. Благодарам. Почитувани вие и понатаму останувате со Слободен печат.